Пожарникарите се уште се борат со огнените стихии кои го зафатија Пехчево. Активни пожари детектирани се во атарот на село Негрево и атарот на Пехчево, каде изгоре високостеблеста борова шума. Најкритични се попладневните часови, бидејќи температурите се високи, воздухот е топол, каде истовремено доаѓа до проширување на пламените јазици. Тоа е големо пространство. Беше зафатен атарот на село Негрево и атарот над Пехчево. Значи беше зафатена борова шума, високостеблеста борова шума и голем дел, не можам да ви кажам колку големината на пожарот, но многу површини изгоре. Во пунктот за донации кој се наоѓа во Домот на културата во Пехчево, сите заинтересирани граѓани можат да донираат вода, енергетски пијалоци, овошје, шумени таблети кои ќе им помогнат на луѓето кои се на терен. Сите донации се насочени кон доброволците за гасење на пожарот. Тоа е огромна вода, напитоци, ладни чаеви, енергетски пијалоци, шумени таблети кои помагаат за луѓето што се на терен да се освежат. Овошје и така. И некои блиски наши тука сопрастеници донираат и храна за доброволци. Во оваа прилика градоначалникот Александар Китански упати голема благодарност до институциите и до граѓаните од Пехчево, како и до граѓаните од околните градови кои изразија голем интерес да се вклучат во гасењето на пожарите во изминатите 2 дена. Јас можам да изразам голема благодарност на сите институции од цела држава и на граѓаните од Пехчево и од околните градови. Значи, благодарност до сите за овие 2 дена, овие веќе трет ден, за поддршката и помошта за гасењето на пожарот. Значи се работи за големо пространство, пожарот што беше претходно, не спомнам дека пламените јазици и пламениот појас се движеше 10 километри па може повише. Во изминатите неколку дена поголем дел од државата беше зафатен со пожари. Некои од нив се локализирани, некои понатаму се активни и се действува на терен. Во врска со активираниот механизам за цивилна заштита на Европската унија, Ангелов информираше дека денеска или евентуално утре ќе имаме 6 хеликоптери и 4 ертрактори. 2 хеликоптери од Србија, 2 од Унгарија, 1 од Словенија и 1 од Чешка. И 4 ертрактори, 2 од Германија и 2 од Шведска.